Нов јавен урбан простор, опремен со зеленило и со клупи деновиве почна да се гради спроти аптеката Зегин на Прва партизанска. Општина Центар за 2,5 милиони денари ќе изгради модерен плоштад за граѓаните, а се предвидува и чешма за пиење вода. Со оваа вест ги започнуваме урбаните вести. Гледајте не. Богата програма за централната манифестација по повод одбележувањето на 50 годишнината од земјотресот. Општина Илинден со нов проект, прашајте го градоначалникот. 120 сезонски работници се грижат за хигиената во Скопје. Стеван Јоветич е нов играч на Манчестер. На централната манифестација по повод 50 годишнината од катастрофалниот земјотрес во Скопје на 26 јули програмата ќе започне со поетско читање пред музеот на град Скопје во 19 часот. Во просториите на музеот потоа ќе биде отворена изложбата 26 јули 1963, а градот Скопје на сите земји кои по големата катастрофа ја покажаа својата солидарност и испратија помош, ќе им додели благодарници. Прилог на Ивана Митковска. Активностите околу одбележувањето на 50 годишнината од земјотресот под мотото Скопје се сеќава започнаа уште во месец мај, но централната манифестација ќе се одржи на 26 јули. Програмата ќе започне со положување цвеќе на градските гробишта во Бутел пред споменикот на загинатите од земјотресот. Потоа ќе следува традиционалната крводарителска акција, додека официјалната програма за 26 јули ќе започне во 19 часот со поетско читање пред музеот на град Скопје. Во просториите на музеот во 20 часот ќе биде отворена изложбата 26 јули 1963, а градот Скопје на сите земји кои по големата катастрофа ја покажаа својата солидарност и испратија помош, ќе им додели благодарници. Градоначалникот на град Скопје, Коце Трајановски, истакна дека целта на оваа манифестација е да се потсетиме на немилиот настан кој однесе многу животи и кој остави многу болка и многу разурнати објекти во градот Скопје. Сакаме да се посетиме на истрајноста и непокореноста на скопјани, кои покажаа голема храброст, надеж и сила, која заслужува сета наша почит за се што направија и за тоа сме многу горди. Да се заблагодариме на државите кои со неизмерна љубов помогнаа во градењето на новото Скопје, кое стана символ на човековата солидарност, хуманост и пожртвуваност, без чија помош Скопје немаше да биде тоа што е денес. Трајановски додаде дека на одбележувањето на 50 годишнината од Скопскиот земјотрес се очекува да пристигнат градоначалниците на Љубљана, Софија, Загреб, Тирана, Дрезден, Нимберг и представници од други градови со кои Скопје развива плодна соработка и дека градот Скопје преку доделување на благодарници ќе им заблагодари на сите држави кои по големата катастрофа ја покажаа својата солидарност и му помогнаа на градот Скопје да се издигне од правта. Директорката на Универзална сала Вера Бошковска потенцираше дека активностите по повод одбележувањето на 50 годишнината од катастрофалниот земјотрес нема да запрат на 26 јули, туку ќе продолжат до крајот на годинава. Камениот мост ќе биде поставена голема бина на која што ќе се одржи мултимедијалниот централен настан, каде што низ неколку перформанси во изведба на Македонската филхармонија со уметници од Македонската опера и балет и професионални актери од нашите театри, пропратени со видеоматеријали, ќе се раскажат приказките кои што се символ на ово одбележување. Значи, ќе се задржиме на љубовта, храброста и солидарноста што се одбележи во суштина на целокупното одбележување на земјотресот. Според градоначалникот Трајановски, сите овие активности би го поттикнале интересот за Скопје како туристичка дестинација и би испратиле порака дека граѓаните на Скопје ги карактеризира храброст, хуманост, визија и надеж.
Во посета на Сеизмиолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, денеска беше председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов. За време на посетата беше презентирана библиотеката посветена на скопскиот катастрофален земјотрес од 26 јули 1963 година, а исто така пред председателот Иванов беше представена работата на оваа институција преку прикажување на инструменти, компјутерска опрема, карти и други материјали. Со ова посета сакаме да им даеме на некој начин признание на целиот нивен труд што го вложуваат во бележењето и истражувањето на сите потреси, на сите нови достигнувања во оваа сфера на сеизмологијата, така да и тоа беше и поводот за оваа денешна посета. Општина Илинден го реализира својот нов проект кој е наречен "Прашајте го вашиот градоначалник". Со оваа алатка која е постирана на левиот агол од веб страницата на општината, ќе можете директно да поставувате прашање до градоначалникот Жика Стојановски. Со цел поголема транспарентност, подобра комуникација и интерактивност, квалитетна услуга и информативност, Општина Илинден го реализира проектот "Прашајте го вашиот градоначалник". Со новата алатка која е постирана на левиот агол од веб страницата на Општина Илинден www.ilinden.gov.mk, прашајте го вашиот градоначалник, директно може да поставувате прашање до градоначалникот Жика Стојановски за својот конкретен проблем, идеја или предлог проекти, како и нова иницијатива. Постапката е едноставна и лесна, само со внесување на вашето име и презиме, како и мејл адреса, ќе добиете одговор на бараното прашање. Јакнењето и поддршката на процесите на јавно и транспарентно работење, информирање и обезбедување пристап на граѓаните во одлучувањето и понатаму ќе представуваат трајна определба на Општина Илинден во создавањето на ефикасна, ефективна и транспарентна локална самоуправа во согласност со очекувањата и потребите на граѓаните. Министерот за транспорт и врски Миле Јанакиевски вели дека според последниот попис во Македонија има околу 10.000 стамбени згради, а околу 50% од нив се управувани согласно со Законот за домување. Вкупниот број на стамбени згради што се управувани од страна на управител или заедница на собственици изнесува 4577. Има регистрирано 2968 заедници на собственици и 1609 згради што се управувани од лиценцирани управители, посочи министерот за транспорт и врски Миле Јанакиевски. За целосно и непречено спроведување на законот потребно е општините да воведуваат регистри на стамбени згради и станови, регистри на управители, но и да назначат инспектори за домување. На редовно вработените работници во јавното предпријатие Комунална хигиена напомош им пристигнаа 120 сезонски работници, чија обврска е да ја одржуваат јавната хигиена, најчесто се стационирани во централното градско подрачје, а резултатите од нивната работа веќе неколку години откако е започнат проектот за ангажирање на сезонски работници се очигледни. Елизабета Дамјановска. 120 работници во периодот од април до декември. Секоја година се ангажираат во јавното предпријатие Комунална хигиена, за што неодамна беше склучен договор со Агенцијата за привремени вработувања мотиви. Проектот кој има за цел одржување на јавната хигиена е финансиран од градот Скопје, а од Комунална хигиена потврдуваат дека предпријатието навистина има потреба од дополнителен број на работници во одреден период од годината. Сезонските работници најчесто се ангажирани за миење и метење јавни сообраќајни површини, како и за собирање и транспортирање отпад, а во зимските месеци за расчистување на снегот. Портпаролот на предпријатието Ана Марија Брангеолица информира дека иако имаат редовно вработени кои ги извршуваат конкретните задачи за метење и собирање смет, сепак не се доволни за да се покрие целата територија на Скопје. Бројот на привремено ангажирани сезонски работници е приближен секоја година, а резултатот од нивната работа е очигледен. Сезонските работници најчесто се активни во централното градско подрачје, околу плоштадот Македонија и на големите сообраќајници, а како причина за тоа се наведува големата фреквенција на луѓе, а со тоа и поголемиот смет кој што се остава на овие локации. Но не се исклучени ниту туристичките тури кои неизбежно го посетуваат Скопскиот плоштад, па токму затоа истиот треба да биде
беспрекорно чест. Од другата страна пак, преку камениот мост, ситуацијата е поинаква. Иако старата Скопска чаршија е туристичка локација и гордост на Скопје, по се изгледа граѓаните водат многу малку грижа за хигиената на тесните калдрми, а и комунални работници ретко се забележуваат таму. Ново музичко доживување ќе донесе овонеделното издание на културната манифестација Бранувано културно 3 круши 2013 лето. Во петок, 19 јули 2013 година на Верско-рекреативниот центар 3 круши со почеток во 21 часот. Тамбурашката група Гезме ќе одржи целовечерен концерт. Во сабота пак ќе се одржат 2 културни настани. По петти пат ќе се одржи детскиот фестивал 3 круши на кој ќе се представат ученици од 8-те основни училишта во општината, а забавата ќе продолжи со детската театарска представа Македонска приказна во изведба на театарот за деца и младинци. Овие 2 настани ќе се реализираат на Верско-рекреативниот центар 3 круши со почеток во 19 часот. Секторот за урбанизам и просторно планирање во општина Центар работи со полна пареа. За 100 дена во постапката за утврдување на правен статус за бесправно изградени објекти, општина Центар има издадено 150 решенија за легализација. Донесени се 360 заклучоци за прекин на постапката, односно заклучоци за дополнување на предметите. Граѓаните имаат рок од 1 година да ги комплетираат предметите со елаборати. Секторот е отворен за сите сугестии и прашања од жителите на Центар. Маките и долгогодишните проблеми, граѓаните можат да ги изнесат на разговор со надлежните во секторот за урбанизам и просторно планирање секој вторник и четврток од 13 до 15 часот и секој вторник од 8 до 16 часот со раководителот на секторот. Турски Фенербахче доби зелено светло за настап во Лигата на фудбалските шампиони. Спортските информации ги гледаме после рекламите.